Почитувани, најпрво дозволете ми денешниот празник на ромите, меѓународен ден, да го честитам на сите роми во Република Македонија, но најмногу на момчето кое што се грижи за дезинфекција на нашата говорница тука. И покрај тоа што нему денес му е празник, тој е на работно место. Ова е доказ дека животот за сите се уште не е дојден во Македонија, но се надевам дека председателот на собрание барем ќе го награди ова момче и жените што се грижат за хигиената, кои што ги видов тука присутни, со една дупла дневница. Да се вратиме на точката на дневен ред, а тоа е предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина. За чудо не е поднесен по скратена постапка, но за големо чудо е што во сред најголемата пандемија со COVID-19 ние се уште усогласуваме закони со Законот за прекршоци. Што би рекол нашиот напатен народ, село гори, баба се чешла. Или Македонија умира, а Филипче усогласува закони со Законот за прекршоци. Ова да не беше трагично, можеби ќе беше смешно. Инаку, за спроведување на предлог законот не се потребни дополнителни финансиски средства од буџетот на Република Македонија. За подсетување, буџетот за 2021 изнесуваше 4,25 милиарди евра и добро е што со овој предлог закон нема да се намали овој буџет, но лошо е што од буџетот никој не видовме никакви економски или било какви бенефити. Работници се отпуштаат од работа со секој изминат ден, а она што Филипче најави дека ќе им ја зголеми мартовската плата за 5% на здравствени работници, тоа било само една невкусна првоаприлска шега, бидејќи денес синдикатот излезе со официјално соопштение дека мартовските плати не се покачени. Остануваат нашите здравствени работници со истите плати и со секојдневниот нивен ризик по здравјето, како и со нивното секојдневие од лоши услови за работа, но за жал и лоши услови за сите пациенти, посебно оние заболени од COVID-19. Во овој дел сакам за јавноста да прочитам една порака која утрово ми ја испрати роднина на хоспитализиран болен од COVID-19. Вели, цитирам: "Пациентите заразени од COVID-19 сме приморани ние, нивните роднини, да доаѓаме и да ги чуваме. Негативни, без антитела, мора да бидеме тука. Кога ќе му се обратиме на персоналот за било каква помош, крајно се арогантни и дури ни се закануваат дека ќе не избркаат, што значи дека ако не нема нас, ќе ни умрат и најблиските. Знаете, никаде во свет го нема ова. Со деца сме дома, а мора да седиме тука. Дали смееме да бидеме изложени на ваков ризик? Дали тука нема санкции за ширење на заразата или ние, ни криви ни должни, ќе бидеме санкционирани? Немаме никаква информација добиено за историјата на болните, ниту за нивните крвни слики. Докторите ни се дерат дека имале многу пациенти. Зашто плаќаме здравство, само не знам." Завршен цитат од примената порака. И пред да бидам опомената дека излегов надвор од темата, само да го искажам и мојот револт и разбирањето и оправдувањето на револтот на роднините на болните, но и на револтот на докторите. Сиот овој револт е насочен само кон едно лице, а тоа е Венко Филипче. Истиот оној кој денес на дневен ред ни достави два закони за нивно усогласување со Законот за прекршоци, додека по болниците ни се одвиваат хорор филмови и во реалноста гробиштата ни се преполнуваат со починати од COVID-19, најмногу заради негрижата и неспособноста на Венко и на Жарко. Денешниот предлог на закон се состои од вкупно 8 члена и сите генерално се однесуваат на намалување на глобите. Член 1. Во Законот за комплементарна и алтернативна медицина, во членот 104 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: инспекцијски надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат согласно закон. Член 2. Во членот 105 зборовите 500 до 1000 евра се заменуваат со зборовите 250 евра во денарска противвредност. Член 3. Во членот 106 зборовите 2500 до 3500 евра се заменуваат со зборовите 750 евра во денарска противвредност. Член 4. Во член
107 став 1 во воведната реченица зборовите 3.500 евра до 5.500 евра се заменуваат со зборовите 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микроправни лица, од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали правни лица, од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни правни лица и од 1.000 до 10.000 евра за големи правни лица. Во ставот 2 зборовите 1.500 до 2.500 се заменуваат со зборовите 500 евра во денарска противвредност. Член 5 во членот 108 став 1 во воведната реченица зборовите 4.000 евра до 20.000 евра се заменуваат со зборовите 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност. Во ставот 2 зборовите 1.500 до 2.500 евра се заменуваат со зборовите 500 евра. Член 6. По членот 108 се додаваат три нови члена, 108а, 108б и 108в, кои гласат: 108а. Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од членовите 105, 106, 107 и 108 од овој закон е надлежниот суд. 108б. Став 1. За прекршоците утврдени во членовите 105, 106, 107 и 108 од овој закон, државниот санитарен и здравствен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоци. Став 2. Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки. Став 3. Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име, презиме, односно назив, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршок, број на прекршочниот платен налог му се издава и исходот на постапката. Став 4. Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат 5 години од денот на внесување во евиденција. Став 5. Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство. Член 108в. Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците. Член 7. Се овластува законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на овој закон. И член 8. Овој закон влегува во сила 8-миот ден од денот на објавувањето во службен весник на Република Македонија. Еве, почитувана македонска јавност, можевте да видите со што ние се занимаваме во ова собрание. Наместо во ова собрание токму од министерот Венко Филипче да ни дојде барање за една единствена точка на дневен ред, а тоа е информација во врска со состојбата во здравството со посебен акцент на пандемијата со COVID-19. За жал, вакво барање немаме досега од министерот, го немаме и него тука присутен во оваа сала, како што може да видите. Оваа точка ја побараа пратениците на ВМРО ДПМН, па се надевам кога ќе дојде на дневен ред и кога за истата ќе треба да се дискутира, барем тогаш министерот Венко Филипче ќе биде тука. Бројките на заразени и на починати од COVID-19 заклучно со вчерашниот ден починати беа 4073. Тоа е страшно што се случува. Ова е едно фијаско, еден невиден срам за македонското здравство. Носител на овој срам секако е господинот Венко Филипче. И никој во оваа сала не сме да помисли, да каже дека Венко Филипче направил се што можел. Напротив, Венко Филипче ама апсолутно ништо не направил, освен што договараше тендери пред пандемијата, а за време на пандемијата, односно во периодот кога сите останати земји бара начин да се снабдат со вакцини, тој барал начин заедно со неговиот другар Моторџија, барале начин како да профитираат од набавката на вакцини. Венко Филипче и Зоран Заев, ако од никакви други причини, барем од морални, ако воопшто знаат и чувствуваат што е морал, треба си поднесат оставка. Не ги бидува. Здравството ни е на дното, а благодарение на тоа што здравството ни е на дното и економијата ни колабира. Луѓето се борат за собствен живот, но се борат и за преживување. Денес веќе не се знае дали е полошо да имаме заразени поголем број од COVID-19 или луѓе кои што се на работ на екзистенцијата.
Сето ова е резултат исклучиво на негрижата и на несовесното работење на Венко Филипче и на Зоран Заев. Ова никогаш не сме да се заборави. Кога тогаш ќе дојде денот кога за ова ќе одговараат. Нивното аздисување со возење мотори, со хеликоптери, со одмори по екзотични дестинации, народот многу го чини. Но верувајте, народот ќе дојде ден кога за ова ќе ви наплати. Ви благодарам.